Почитувани граѓани, денес сакам да дадам отчет за се она што јавното комунално предпријатие Водовод и канализација го сработи во текот на минатата година. Ќе спомнам само по големите проекти, како што е, например, географскиот информатички систем, кој што представува систем дизајниран за снимање, чување, анализа, манипулација, управување со просторни или географски податоци, кои што се распоредени во така наречени дигитални карти и што ни дава можност да исцртаме подземен катастар, да ги знаеме сите практично податоци за нашата водоводна мрежа, атмосферска и канализациона мрежа, за сите куќни приклучоци, адресар за сите наши корисници, состојбата на водомерите, состојбата со плаќањето на сметките и така натаму. Во исто време, спроведувајќи го проектот Balkan Mediterranean Water Energy Cycle, набавивме најмодерна опрема, како што е корелатор за детекција на губитоци на вода, геофон со истата намена, локатор и тракер за цевки за вода, кабел за лоцирање на цевките за вода, локатор за феромагнетни материјали, мерно тракало, дата логер за мерење на количините и притисокот на водоводните цевки, камера за отпадни води, односно девијации на канализационата мрежа и заедно со рентгенот кој што го набавиме од своји средства, кој што е исклучително моќен, има моќност да гледа 8 метри подземје и радиус 15 метри практично, станавме јавно комунално предпријатие кое што во овој момент е технички најопременот на Балкан. Со тоа што сте најопремени на Балканот, ги подобруваме секојдневно своите услуги кон граѓаните во рамките на нашата дејност и континуирано ги намалуваме трошоците во своето функционирање, со што создаваме можност или темел во иднина да не пораснуваат цените на водните услуги или истите да опаѓаат. Во февруари месец оваа година исто така, со одлука на Совет на општина Прилеп ја презедовме пречистителната станица. Во претходниот период обучивме квалитетен кадар за истата да функционира и во овој момент безпрекорно функционира пречистителната станица, во употреба се пуштаат метан танковите, каде што се врши процес практично на аеробна дигестија и произведуваме одредени количини на газ, кои што треба да бидат замена за електричната енергија, со што повторно го намалуваме трошокот на работењето на јавното комунално предпријатие. Презедени беа повеќе реконструкции на водоводната и канализационата мрежа практично во текот на оваа година. Сакам само кратко да ви прочитам улиците каде што реконструиравме, тоа се Цане Кузмановски, Београдска, Гога Димитриевски, во населеното место Ново Лагово, Орде Чопела, Кеј 4 јули, Благоја Крстевски, Добре Ивановски, Прохорпчински, Два крака на улицата Савска, Александар Македонски, Маре Јосифовска, Мечкин Камен, Ленин, Сотка Джигиджик, Борка Влачарот, Карпалак, Гоце Делчев, Пере Точев, Лазо Филиповски, Ножот, Републиканска, Благоја Шукуровски, Градскиот стадион, Кеј 9 септември, Деварца, Дабничка, Два крака на Дабничка, Тополчани и повеќе други локации. Реконструираме, како што реков, и на плоштадот, практично на булеварот, каде што ја промениме главната крвотокната практично цевка на водоводот со диаметар фит 300, во очекување општината да го реконструира булеварот и направиме поврзување, вентилите ги извадовме близу градската кафана, со што поприлично го олеснуваме водоснабдувањето на градот. Паралелно со тоа, реконструиравме или градевне канализациона мрежа, бидејќи нашата цел е секоја куќа на Прилеп која што има платено комунали во рамките на деталниот урбанистички план да има и канализација. Изведовме фекална канализација на улица Гостиварска, на улица Београдска, фекална канализација на Јоска Јордановски, Чинја, атмосферски канал на Орде Чопела, фекална канализација позади Работничкиот универзитет, на Мара Јосифовска, на Бистра планина изведовме канализациона мрежа во должина од повеќе од 700 метри, практично во улица или во населба која што е стара повеќе од 50 години во градот
и никогаш до се немале фекална канализација. Зацевуваме отворени атмосферски канали на улица Леце Котески. Изработуваме сливници на повеќе улици со цел да овозможиме во евентуални поројни дождови да нема поплави, презедовне нивелирање, замена на канализациони капаци и така натаму. Во исто време се обидуваме да напредуваме и во финансискиот дел или во финансискиот сектор на работењето, па и изработивме нова веб страна, изработивме нов софтвер за електронско плаќање, што е новина, и во првите две сметки, практично во месец август и септември, дававме упатство за начинот на кој што граѓаните можат да се логираат на нашата веб страна, да си ги проверат своите сметки и да извршат електронски уплати. Она што е значајно да се одбележи, поготово за последниве неколку месеци, е што пронајдовме нов начин на воден режим во услови кога издашноста на студенчица е минимална. Во овај момент само студенчица има околу 470 до 480 литри во секунда издашност, што е историски најниската издашност. Ако се има предвид дека е обврзана 50 литри во секунда да испушта заради биолошки минимум во реката студенчица и 50 литри во секој момент во секунда се разбира да доставува до хидроцентралата основни за да не предизвика дефекти во хидроцентралата, тоа значи дека јавното предпријатие студенчица има на располагање за дистрибуција околу 360-370 литри во секунда. За споредба, во недела општина Прилеп, односно само градот, троши повеќе од 400 литри во секунда. Уклучувајќи ги бунарските постројки во функција и собирајќи вода од изворите, практично ние пронајдовме начин из нашата водоводна мрежа, преку местната заедница Точила, долниот дел на Варош или населбата Козле и низ местната заедница Варош, да однесеме вода до стариот Варошки резервоар, чија намена беше во услови кога езерото има вода помеѓу 730 и 735 кота, да доставува вода до станицата за третман на води и истата да се складира во тој стар Варошки резервоар. Станицата за третман на води е иначе донација на израелската влада во 2005 година. Пуштивме во употреба препумпна станица во стариот Варошки резервоар и ја препумпуваме водата директно во цевката со диаметар фи 300, со што ги надополнуваме количините кои што ги допиваме од студенчица и ја дистрибуираме водата во високата зона, која што ги офајќа населбите Варош, Тризла, горниот дел на Точила и местна заедница Рид, кои што се најпогодени во услови кога има недостаток на количина на вода од студенчица. На овој начин, велам, поставиме нов воден режим. Оваква неповолна хидрометеоролошка состојба успеваме да донесеме вода до секој семејство во градот за да ги задоволи своите потреби за вода и поставиме темели во иднина при неповолни хидрометеоролошки услови јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп да имам повеќе можности за дистрибуција на вода до секој семејство.